Тема која што доби на интензитет, особено од почетокот на ковид пандемијата, кога никако сите се затворивме дома и баравме начини како она што ни е неопходно да го снабдиме на интернет. Облека, апарати за домаќинство, храна, книги, парфеми. Во периодот јануари-септември 2023 вкупната вредност на онлайн трансакциите реализирани во земјава и странство со домашни и странски картички изнесува 29,9 милиарди денари, што е пораст од 18,2% во однос на истиот период 2022. Што најмногу се пазарило онлайн, на што треба да внимаваме при пазарењето онлайн и која е предноста на интернет шопингот како алатка, тема на разговор со Марија Ристовска, проект менаџер во Асоцијацијата за e-трговија. Добро утро, Марија, и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најде. Ајде да продискутираме прво за бројките кои што ги кажав во најавата. Имаме онлайн трговија зголемена за 18,2% 2023-2022. Што најмногу се купувало, на што најмногу македонците трошале пари и онлайн? Така, согласно податоците кои што нашата Асоцијација за e-трговија на Македонија ги анализира, тоа се податоци кои што ги добиваме од Народна банка на Република Македонија, Република Северна Македонија, станува збор за плаќања кои се реализирани со картички, меѓу кои тука спаѓаат и плаќањата на сметки. Станува збор за износ од 649 милиони евра и годишен раст, како што спомнавте, до 18%. Од оваа вкупна вредност, 70% отпаѓа на домашните трговци, односно кон домашните трговци, или конкретен износ станува збор за 453 милиони евра, додека пак преостанатите 30%, односно 196 милиони евра, се однесува на купување со домашни картички кон странски трговци. Сега, ако се прави анализа што најмногу се купува, особено од странските трговци, може да се забележи дека македонците најчесто купувале во земјите како што е Холандија, каде што е технички седиштето на Booking, поврзано со туристички услуги, потоа најголем број на трансакции од друга страна правеле во Луксембург, каде што меѓу другото е едно од седиштата на AliExpress. Исто така анализирано е каде е најголемата просечна трансакција и најголемата просечна трансакција е всушност во Унгарија, каде што е седиштето на Визер, а додека пак најмалата е повторно во Луксембург, како што спомнав. Интересно да се забележи дека покрај купната вредност на онлайн трансакциите се забележува и зголемување на бројот на трансакции кој е зголемен за 15% од 100 и кои што заедно со вкупната вредност всушност се зголемуваат и просечната онлайн трансакција која што изнесува 33,7 евра. Ја споменав во најавата ковид кризата, таа беше првиот сериозен удар на економијата кој што сме го имале последниве години. Сега некои од бизнисите одлучија да најдат начин како да го одржат својот бизнис и да носат профит, па видоа дека можеби отварањето на онлайн продавници е добра одлука. Од година во година имаме раст на истите. Колку имаме 2023 нови продавници? Така, во текот на 2023 имаме 105 нови продавници. Со ова се добива вкупна бројка од 1703 продавници, од кои што 1300 се сметаат за активни. Што значи активни? Тоа значи да имаат барем една онлайн трансакција во текот на годината. Интересно е дека не постои официјална категоризација да знаеме од кој сектор се продавниците, меѓутоа Асоцијацијата за e-трговија на Македонија направи, односно го напреди својот регистар на e-трговци, кој што е бесплатен, достапен за сите на e-commerce.mk/beč, каде што може да се прегледа во секое време, да се прегледа за кој e-трговец станува збор и да се види категоризацијата која што е направена според Евростат, според официјална категоризација и нормално додаден и локалниот контекст, па има 25 категории, меѓу кои најбараните како што се облека, спортска опрема, електроника, козметика, мебел и така натаму. Секако треба да потенцираме дека и во интернет просторот има правила на игра. Кога зборуваме за правилата на игра и злоупотребата на истите, зборуваме за регистрираните трговци во моментов, бидејќи за нив имате увид и контрола. Колку трговците ги почитуваат овие правила на игра во однос на купувачите? Па можам да кажам дека најголем дел од некогаш поплаките кои што сме ги добивале биле од нерегистрирани трговци на социјални медиуми,
дека всушност оние што се регистрирани се дел од регистарот, кој што меѓу другото се креира заедно во соработка со 5 банки кои што овозможуваат плаќање на трговците. Всушност таму е значително помал нели процентот на поплаки. Едноставно тие работат по правилата, сакаат да ги задоволат потребите на потрошувачите, не само што сакаат да ги задоволат, прават така наречена екстра майл, односно сакаат да ги надминат барањата на очекувањата на потрошувачите, со цел нели повторно да имаат потрошувач кој што се враќа да направат некоја долгорочна врска помеѓу. И во тој контекст, на што треба да се внимава при онлайн пазарање? Така, при онлайн пазарењето пред се треба да се внимава на неколку клучни сегменти. Значи, потрошувачите, многу е битно да нагласам, пред да го направат купувањето, треба да проверат, значи не откако ќе го направат, туку пред да го направат купувањето, онлайн купувањето, треба да проверат дали има станува збор за регистриран правен субјект. Како што напоменав, тоа може да се направи во бесплатниот регистар на e-трговци, на веб страницата на асоциацијата, значи e-commerce.mk/beč, каде што може да се пребара по URL, по правен субјект и така натаму, по име на бренд. Потоа, покрај тоа, треба да провери на веб страницата. Најчесто овие информации се во футер, односно најдолниот дел на веб страницата, дали има контакт информација од типот на телефон, имейл адреса, физичка адреса и така натаму, кои што може да се користат доколку нели има било каква потреба од дополнителни информации или доколку има некакво незадоволство со производот, потреба да се врати, рефундира некој дел од средствата и така натаму. Така да тие 2-3 работи се клучни и меѓу другото исто е добро да се забележи без разлика дали купувачот сака да плати онлайн, односно со картичка или сака да плати при достава, нели, во готово, доколку има обезбедено трговецот можност за плаќање со картичка, најчесто станува збор за регистриран правен субјект, позади кој стои некоја од петте банки во Македонија кои што возможуваат онлайн плаќање. Каква заштита имаме ние или какви права имаме ние купувачите во однос на купувањето од регистриран трговец? Што доколку сме незадоволни? Организацијата на потрошувачи е местото каде што можеме да упатиме поплака или? Меѓу другото, да. Всушност исто така на ова веб платформа која што ви ја спомнав, значи e-commerce.mk/beč, може да се забележи, односно имаме дел за поднесување на поплаки. Конкретно, откако ќе се направи купувањето и доколку некој е незадоволен или нечии права се повредени, всушност имаме излистено институции, релевантни институции, како и причините на која институција во кој случај да се обратите. Дали, не знам, доколку не добиете фискална, доколку не може да го добиете самиот потрошувач, доколку вашите права се повредени во друга насока и тука се наброени, не знам, агенција за пошти, доколку имате некаков проблем со доставата, потоа имаме управа за јавни приходи, доколку, не знам, не добиете фискална сметка и така натаму, имаме, како што рековте, организација за правата на потрошувачи, царинска управа и така натаму, може да се разгледа, тоа е бесплатно, во секој момент може да се поднесе пријава, која што ќе биде нели пренасочена кон самите институции, кои што понатаму ќе нели настапат зависно од вашиот да го решат она што вашиот проблем, да речем. Во еден сегмент од разговорот ми споменавте дека трговците сериозно работат на унапредување на својата работа и сакаат едноставно клиентите да бидат задоволни од тоа што тие го нудат. Можеме ли рамо да дорамо да се носиме со странските продавници? Во однос на водење бизнес. Така. Можеме да се носиме со регионот. За европскиот просек за жал се уште сме далеку, но она што е добро и позитивно да се напомене, ние често сакаме да го споменеме, дека покрај квантитетот на продавници кој што расте нели од година во година, расте и квалитетот на продавници од проста причина што веќе нели купувачот не е задоволен само со основните, нели супер ми стигнал производот, супер оригинал ми е. Меѓутоа сака, очекува навистина одлична комуникација, безпрекорна достава и така натаму, значи е навикнат на повеќе и веќе сега и самите трговци се надпреваруваат, да речам, и сами со себе и гледаат и се споредуваат со регионот и со светот за да допринесат нови трендови, за да уште повеќе ги подобрат очекувањата на купувачите. И сосем за крај, од 2023-2022 имаме пораст за 18,2% во однос на трговијата. Какви се очекувањата за 2024? Некако да направиме пресек, речиси половина година помина.
Така, немаме официјални информации, не можеме да го предвидиме. Очекувањата се дека ќе продолжи да расте и понатаму овој тренд, затоа што вклучително од ковидот, како што спомнавте, кој што значително го забрза растот на трговијата, континуирано има тренд, па очекуваме, бидејќи во светски рамки навистина се купува многу онлайн и процентот на интернет корисници кои што купуваат онлайн, например во Холандија околу 75%, во Европа, во некои европски западноевропски земји и до 90% од интернет корисниците, во Македонија е 53%, така да тоа дефинитивно ќе оди во нагорна линија и дефинитивно ќе придонесе за уште поголем раст на трговијата и со ова сакам да ги мотивирам домашните трговци и да ги поттикнам уште повеќе да вложуваат. Тешка е работата, мокотропна е, потребно е холистичен пристап од повеќе алки, нели, и достава, и банки, и така натаму, меѓутоа, доколку се работи, навистина може да се видат резултати. И сосема за крај, колку од вашите месечни потрошувачки потреби вие ги задоволувате онлайн? Колку пазарите лично онлайн? Јас лично би рекла 50%, особено во делот за сметки и плаќање на било што, да. Благодарам многу, Марија, за гостувањето во Македонија наутро. Секако оваа тема останува отворена со новите податоци, повторно ќе ви имаме тука. Ви благодарам и на вас на поканата.